Баже Петров, поранешен фудбалер на Борец, кој во својата фудбалска кариера успеав да играм фудбал со 3 генерации на фудбалскиот клуб Борец. Живеев на Карпамале, обкружен со доста поранешни фудбалери кои во Борец, во тоа време постоеше и фудбалскиот клуб Металец. Близо комшија со Панче Ќумбев, со татко му Лазе Ќумбев, цело време бевме на улица. Имавме противници сокојничани, често игравме надпревари во дечкото игралиште. У тоа време претежно игравме боси, поготово летниот период. Имаше доста палци искршени, колена искинати, али сето тоа беше дел од детската игра и од фудбалската школа Малска. Тој период се заљубувам во фудбалот. Не постоеше граѓанин или дете во градот кој што не го сакаше фудбалот. Имаше и други спортови во градот, али сепак секогаш фудбалот предначал. Во тој период беше желба да присуствуваш на надпревар фудбалски клуб Борец, па ако ти подел адрес да ги собираш за време на надпреварот фудбалските топки, си најсреќното дете. Во тој период се сеќавам дека настапуваше во фудбалскиот клуб Борец Манасков, Джигерот беше, тука беше Теов, тука беше малце го затекнав и Васил Голманот. Така да, тие се вака што се сеќавам маркантни личности во тој период и преку гледање на тие надпревари и фаќање фудбалските топки за самиот надпревар се развива една љубов. Присуствував и на скоро сите нивни тренинзи во тој период, пак сум ги собирал топките околу позади стативата, за да можам да шутнам права фудбалска топка, заради тоа што немавме услови како денеска што имаат денешниве деца. И теа беа почетоците. Во тој период Јохан Кројф ми бил еден така идол, да речем, во фудбалот, кога на денесно време на многу деца што им се Кристијано Роналдо и Лионел Меси. Во тој период беше Јохан Кројф. Јас, пошто бев напаѓач, сум покушавал преку сите можни гледања на фудбалски надпревари на телевизија да копирам некои негови потези, некои движења. Тогаш он прво го воведе центаршутот со десна нога со надворешен фелш, сум пробал и тоа да го усовршам, да го научам. Така да сме имале еден телевизор во цело мало, сме се собирале да гледаме меѓународни надпревари на телевизија, кога на стадион било од сето тоа така. 1975 година, мислам, Борец испаѓа од првата македонска лига. Секое испаѓање значеше дека поголем број од повозрастните фудбалери го напуштаа клубот, одеа во други средини и така да сакаш некеш мораш да влезеш во првата екипа ако имаш одредени квалитети. Дебитантскиот надпревар ми е 1975 година, на 16 години влегувам јас во сениорската екипа. И прво коло тогаш немаше втора македонска лига, него беа региони. И тој регион подсојуз, мислам, беше Југ. Првиот дебитантски надпревар ми беше во Марена и тогаш бев поставен како лево крило. Може да замислите на 16 години каква физиономија и каква физичка структура сум имал, ама тоа било. Немало тогаш дали си јак или силен, чим ќе влезеш натре, борбата почнува. Секогаш сум имал прилика и сум имал таа привилегија да играм со многу повозрастни фудбалери околу мене, секогаш ме заштитувале, што сум го правил јас истото после идните генерации, кога доаѓале помлади фудбалери, знам како ми било мене, така да сум гледал на некој начин да им помогнам, да ги усмерам правилно како да се надпреваруваат и како да го играат фудбалот. Беше навистина тешко во тој период, ради тоа што Борец испаднат од Македонска лига, сите играат посилно, поснажно против нас, сакаат да го победат бившиот прволигаш, така да и биле тешки надпреварите. Во тој период Борец тек третата година успеа да се врати во Македонската фудбалска лига. Тој период јас имав 18 години, кога Борец влегува во Македонската лига, ни беше тренер, сега не можам да се сетам на името, само знам дека во таа генерација во нападот настапувавме јас, Петре Ранготов и Јован Чернастов. Сите тројца тогаш во тој период па можем имавме постигнато на 60 гола таа тројка. Таа година кога Борец се враќа во првата македонска лига, за тренер на фудбалскиот клуб доаѓа Петар Шулинчевски,
тогашното фудбалско раководство го донесе него ко шеф на стручниот штаб од грчка Касторија. Во тој период во првата екипа доаѓа и Трајчо Ковачев од Раднички Ниш, проверен прволигарски играч. Целото тоа негово искуство допринесува да екипата се стабилизира. Играме доста добар фудбал, посетен 104-5 публика на секој надпревар. Се сеќаваме еден надпревар имавме денска утакмица во Скопје со Работнички, каде што имаше 4000 велечани на градски стадион во Скопје. Таа утакмица ја добивме со 2-0. Тогаш порасна апетитите на самите играчи, на шефот на стручниот штаб. Имавме можности да се надпреваруваме за влез во втората лига, но структурите на градот и на самото раководство на фудбалскиот клуб не најдоа за сходно да не усмерат на тој пат. Имавме некои турбуленции тогаш во тоа време, као не сме имале доволно средства како град, не сме биле се уште спремни за втора лига и тоа беше најголемата шанса во мојата фудбалска кариера. Борец да се такмичи во втората фудбалска Југ беше тогаш во времето на поранешна Југославија. Секако ми е многу криво за тој период заради тоа што ако Борец тогаш станеше второлигаш, немаше да дојде во таа ситуација во која што е денеска. Сепак името градено и самата традиција и начинот на работа, начинот на формирање на екипата, начинот на водењето на клубот секогаш е подруго во секој еден ранг повисок во кој се надпреварува фудбалскиот клуб. Моето заминување второ од фудбалскиот клуб Борец, кога замина во Рудар Пробиштип, беше токму тоа несогласување во фудбалската публика во градот. Едноставно на некои луѓе им пречи некој ако е успешен во животот, во фудбалската кариера и своите негативни емоции ги изразуваат према други луѓе. Тоа не можев да го издржам, поготово последниот надпревар каде што игравме во Велес, доби кулминација сето тоа негативно скандирање и тоа ме доведе до ситуација да размислам дека е доволно време поминато во фудбалскиот клуб Борец, треба малце луѓето да се оладат, да се оддалечиме еден период за да сплавнат емоциите негативни меѓу нас. Па кога ќе дојдат подобри времиња кои што дојдоа, повторно да се вратам во фудбалскиот клуб Борец и повторно сум се вратил. Шулинчевски ни е тренер, јас секојдневно патувам на факултет заедно со него, со неговата кола, одам за Скопје, се враќам за Скопје. Значи, ако сме имале 20 тренинга во месецот, ја 20 тренинга сум патувал со него за Скопје и сме се враќале назад заедно, за да можам да бидам во топ форма што се вели, за да можам да ги исполнам задачите на самиот фудбалски надпревар. Навистина му беше криво ради тоа што за фудбалски град како Борец беше штета Борец да не стане второлигаш. Јас пак ќе ве потсетам, ние сме на тие надпревари, сме имале по 5-6 илјади публика. Луѓето ги одложуваа фамилиарните ручоци дома за да дојдат на надпревар. Ќе тргнам од моето искуство, мојот родител на секој надпревар присуствувал, не го интересирал неделниот ручок со фамилијата, го интересирал фудбалскиот клуб Борец и првенствениот надпревар. Штета за градот, што во тој период, пак ќе речам, сигурно ќе бил фудбалскиот клуб Борец денеска на подруга основа поставен, подобро структуриран, ќе се знаело што се бара во еден фудбалски клуб, али тоа е тоа, станцата се испуштила, назад нема. Јас во мојата фудбалска кариера на 2-3 пати го имам напуштено фудбалскиот клуб Борец. Првиот пат се деси тоа на моја 24 годишна возраст, заминувам во Штипска Брегалница, која тогаш формира клуб, формира тим со кој сака да избори прво место во Македонската фудбалска лига и да се врати во второлигашкото друштво на тогашна Југославија. Во тој период ми е шеф на стручниот штаб, денесно кажано тогаш тренер Владимир Беара, популарниот фудбалски голман од Сплит. Таа година ги остваруваме желбите на штипската публика. Брегалница убедливо влегува во втората Југославенска лига. Јас во тој период сум голгетер на таа лига со 19 постигнати голови и во денешни услови, ако земеш мерило, 19 гола постигнати, прв стрелец на лигата и сигурно сум имал некаде над 20 асистенции. Во денешно време сигурно ќе биле заинтересирани многу поголеми клубови за мојата фудбалска кариера да оди напред. Ќе сум одел некаде во многу по добри средини за напредок, али од такви времиња сме
живееле кај што сме сепак биле повише поврзани за фамилијата, а и јас на некој начин сум се одредил за мојата втора љубов после фудбалот, тоа е стоматологијата, која во тоа време беше дел од медицинскиот факултет. И тоа беше една од причините во тој период дека се настапував за Брегалница во втората фудбалска лига, имав понуда од фудбалскиот клуб Рат од Белград, али јас се одлучив да го завршам факултетот и затоа не успеав и не отидов во друга средина по голема и од фудбалска клуб Брегалница. Со моите фудбалски квалитети сум се родил во погрешно време. Да сум бил во денешно време сигурно не би запрел тука во фудбалскиот клуб Борец, заради тоа што сум бил на некој начин фанатик. Мене не би требало тренерот да ми каже дека јас треба 2 пати на ден тренирам. Јас во тоа време сум тренирал по 2 пати на ден. А дека денешно фудбалери се малце, ако не ги собереш, тешко дека ќе направат само иницијативен тренинг. Малце ќе звучи како анекдота, на првиот тренинг, која дојде председателот на фудбалскиот клуб на Брегалница да ме представи на легендата на југословенскиот фудбал Владимир Беара, му вели, ова е Петров од Велес, што ви го носиме како појачување за во нападот. Он ме измери од пети до глава, ја во тоа време имав негде 67-68 кила и вели, во вој ако биде тој што ќе не внесе во втора лига, просто не верувам. Али за кратко време се разубеди во сето тоа, па после станавме и добри пријатели, не само како шеф на стручниот штаб или како тренер, него и како пријатели, заради тоа што он живееше исто во Штип, јас живееш во Штип. Тогаш имаше многу малку фудбалери од страна што престојува во градовите. Така да се запознавме и имавме добра соработка во тој период. Во тој период играм на позиција како десни шпиц играч у денешно време кажано, за да ме разберат гледачите, али во тој период немаше стриктно место, бар за мене лично. Јас сум знаел да се исфрлам и во централна позиција, да се исфрлам и лево и да влезам во средина, да организирам нападите на мојата екипа, така да, али сепак сум се водел повише како, да речем народно кажано, за да ме разберат гледачите, како десно крило. 3 години се настапува во фудбалскиот клуб Брегалница. Првата година во Македонската лига, кога влеговме во втора, и 2 години во втора лига. После тоа повторно се враќам во фудбалскиот клуб Борец. Се враќам пред да заминам во Југословенската народна армија. Есенскиот дел го играм за Борец. Борец е на второ место со 1 бод за останување зад Шкендија. Јас заминувам во војска, Борец задното коло се спасуве да не испадне од Македонска лига. Сега тука може да проценат гледачите кој бил мојот квалитет и допринос во тоа време за фудбалскиот клуб Борец. Ја кога се вратив во Борец, ја променив мојата позиција, влегов во средниот ред, во организација на играта на фудбалскиот клуб. Бев тука доста доминантен, физичката предиспозиција и спремноста што ги донесов од втора лига исто има големо влијание, така да сум знаел да преземам се во мои раци и да го решам надпреварот. Сето тоа сигурно после се одразило моето отсуство. После доваѓањето од Југословенската народна армија, колку сум бил пожелен за клубот, само можам да ви кажам, јас дојдов од Југословенската народна армија као во петок, ја во неделата настапив за фудбалскиот клуб Борец. Останувам во Борец подолг период тука. После имаме една конфронтација со раководството на фудбалскиот клуб Борец. Сега не би навлегувал многу во суштината тогаш. Тука имавме еден мал конфликт со тогашниот мој тренер Трајче Ковачев и тоа наше недоразбирање доведе да јас го напуштив фудбалскиот клуб Борец и заминав во Рудар Пробиштип. Заедно тогаш заминавме во Рудар Пробиштип со Зоан Јовановски тачата. Постарите гледачи сигурно знаат за кој фудбалер се работи, тој ми беше толку близок и на негова иницијатива го напуштив тогаш фудбалскиот клуб Борец, така да имав напуштања, враќање по 2 години откако настапував за рударскиот фудбалски клуб Рудар од Пробишти, пак се враќам во Борец. Можам да кажам дека секое моје враќање било успешно. Заради тоа што после кога се враќам во Борец, Борец веќе се надпреварува во третата фудбалска лига на понаречна Југославија. Повторно сум тука меѓу подоминантните фудбалери
на избор на играчите ме поставуваат и како капитен на екипата, мада и претходните години кога бев во фудбалскиот клуб Борец, ја имав таа чест да носам траката на капитен на фудбалскиот клуб Борец, али тогаш имало друго значење тоа да си капитен на екипата. Тоа значило да бидеш водач, да бидеш лидер. Денешното, мате, поготово, пак ќе речем за фудбалскиот клуб Борец, тоа не е така. Се знае зашто се носи траката, ти си втор човек после тренерот на самиот надпревар и пред надпреварот. Еден период од мојата фудбалска кариера, повторно соработувам со Трајче Ковачев како тренер на фудбалскиот клуб Борец. Се сеќавам, имаше еден надпревар, игравме со фудбалскиот клуб Ѓорче Петров во Скопје. Јас бев повреден, имав повреда на препоните, али поради беше важен надпреварот, Трајче Ковачев ме замоли да го изиграм уште тој надпревар, па после да ги лечам тие повреди. Беше тежок терен, толку исцрпувачки, врнеше цело време, толку ги ја влоши состојбата на моите препони, што морав да направам пауза од 6 месеца. Таа пауза ја искористив во тој период, јас влегувам во тренерските води. Ги тренирам фудбалскиот клуб Железничар од Богомила, кој се надпреварува во третата лига, и тие 6 месеци, додека сум јас тренер, фудбалскиот клуб Железничар Богомила влегува во втората македонска лига. После таа кратка авантура во тренерските води, добивам покана да се вратам пак на фудбалот од фудбалскиот клуб во Вардарски. Им барам парични средства кои што мислам дека нема шанси да ги прифатат, они ги прифаќаат. Зборот е збор и повторно се враќам на фудбалот. Се надправа, таму играв една година и пол, и после таа година и пол на инсистирање на раководството на фудбалскиот клуб Борец, повторно се враќам во Борец. Борец тогаш се такмичи во третата фудбалска лига. И останувам тука до крајот на мојата фудбалска кариера, точно до 38 полни години се надпреварував јас во сениорската екипа на Борец. На 38 години, пак ќе кажам, толку била желбата голема за фудбал, сум мислел дека можам да играм цел живот. Малце неславно заврши мојата фудбалска кариера во Борец, заради тоа што тогашното раководство не најде за сходно ни да ми направи еден опроштаен надпревар, така се викаше од тоа време, на една свеченост да направи, дека да го обележиме завршувањето на мојата фудбалска кариера. Нити тогаш, нити после тоа више ја никогаш не направив опроштаен надпревар од фудбалскиот клуб Борец. Во тој период е фудбалскиот клуб под патронство на Топилница. Познавајќи го мојот карактер и мојата бунтовност, ја секогаш сум бил на страната фудбалерите, а секогаш против раководството, и раководството одлучува ради тоа што ги советува фудбалерите како треба да биде и што треба да биде, не сакаа да ги спроведат моите барања во однос на примањата на фудбалерите, начинот на тренизите, условите за работа, и ме тргнаа за да на кој начин да не им правам раздор во клубот, а сето тоа било добронамерно, а не да биде раздор. Сепак јас можам да кажам за мене лично, не зборувам за сите мои поранешни соиграчи и за овие фудбалери кои ше сега од Борец, мислам дека не постои човек повеќе што сака фудбалскиот клуб Борец од мене. Во фудбалскиот клуб Борец имам одиграно преку 500 правенствени куп надпревари, и ако ги ставиме тука и пријателските надпревари кои сигурно секогаш сега малце посовремено одат со 4-5 пријателски надпревари пред почетокот на првенството, ние тогаш сме имале минимум 7-8. Ако ги ставаме пријателските надпревари, и колку години сум поминал Борец, јас за Борец имам одиграно над 700 надпревари. После завршувањето на фудбалската кариера си се посветувам на мојата друга љубов, на стоматологијата. Во еден период Борец се надпреварува во втората македонска фудбалска лига и некаде 5 кола пред крај се бори за опстанок. Тогашното раководство наоѓа за сходно да ме активира како тренер. Не сум размислувал до тогаш да бидам повторно тренер во фудбалскиот клуб Борец. Се ја прифаќам таа понуда, го спасуваме Борец, останува Борец во втората лига, есенскиот дел ја продолжувам тренерската работа напоредно со мојата приватна ординација. Борец есенскиот дел е второ место, со 2 бода за остување, повторно со Шкендија. Барам од раководството тогаш уште 2-3 засилувања и им гарантирам дека Борец ќе влезе во првата македонска лига, независно каква беше состојбата. Во клубот организацијски бевме лошо поставени, али бевме финансиски добри, затоа што тогаш позади фудбалскиот клуб Борец стоеше Трифун Костовски. Не ми е исполнија таа желба, јас
пракинав да го водам фудбалскиот клуб Борец. Повторно сличната ситуација се случува кога заминав во Југословенската народна армија. Борец последното коло од второ место успеа да се спаси и да остане во втората македонска фудбалска лига и одма наредната година Борец испаѓа од втората фудбалска лига. Ние играме решавачки надпревар со Напредак Кичево во Башино село. Во тој период градскиот стадион се реновира. Играме во Башино село, кога ќе кажам дека на тој надпревар имаше 6000 публика, сите ќе се чудат кај ги собра. Тој надпревар го добиваме со 4:1. На тој надпревар јас како 18 годишник постигнувам 2 гола. Едниот гол го даде Перо Ранготов. Тоа е едно што се сеќам. Ја многу други работи не се сеќам од мојата фудбалска кариера. Едниот гол го даде Јованче Настев и може да замислите каква еуфорија беше у градот. После со тој надпревар ние влеговме во повторно се вративме во Македонската лига. Тогаш Борец играше 3 години во Подсојуз. Можете да замислите во која категорија се надпреварувал и каков беше тоа успех. Тоа е еден успех, еден надпревар што ми оставил сеќавање. Сеќавање сега ми остана и влегувањето со фудбалскиот клуб во Брегалница во втората лига на поранешна Југославија. Значи секој успех за каде што постигнуваш нешто што одиш понапред во фудбалската кариера ти значи. Обичаите надпревари имало многу, али сепак ова се многу значени надпревари каде што ја одбележиле мојата фудбалска кариера. Најлош момент во мојата фудбалска кариера е престанокот на фудбалската кариера. Начинот на кој едноставно ми се заблагодарија луѓето во тогашниот фудбалски клуб Борец, не заслужив такво нешто, ради тоа што јас преска ви спомнав, јас имам што првенствени, што пријателски надпревари, што куп надпревари, преку 700 надпревари одиграно за Борец. И на тој начин за еден, ајде да речем, легенда на фудбалскиот клуб Борец, на таков начин да... Едноставно ја бев избркан од фудбалскиот клуб. Таа грешка не може да се поправи, али јас ја поправив со тоа што бев дел од структурите на фудбалскиот клуб Борец последниве 3 години, каде што Борец повторно се издигна како Феникс. Од третата фудбалска лига во Македонија влеговме во втора и влеговме после во првата македонска лига. Во сите тие 3 години ја бев еден од раководните луѓе во фудбалскиот клуб Борец, се разбира благодарение на господинот Кочо Андјушев кој ме кооптираше и ми даде одврзани раци да работам во фудбалскиот клуб Борец, сето моје фудбалско искуство да го пренесам во фудбалскиот клуб Борец и ми е едноставно задоволство што ете, јас бев дел од таа приказка Борец повторно да се врати онаму кај што му припаѓа местото во првата македонска фудбалска лига. Тој стил на фудбал во тоа време и денешниот се разликувал само во тоа што во тоа време била желбата за победа многу поголема и поизразена него денеска. Во наше време кога сме играле во Велес, ако не дај Боже случајно загубиме утакмицата, ние по 3-4 дена сме седеле дома и не сме испаѓале во град да не гледаат навивачите. Тоа е каде денеска овие фудбалери се малце поинакви. Завршија надпреварот, дали го добил или го изгубил, па готово ми останало впечаток овие 2-3 години додека бев во структурите на функционерите во фудбалскиот клуб Борец, не ви ме се едно дали го загубиле надпреварот, као да не изгубиле ништо, заврши надпреварот, сите насмеани, сите весели, као да го добиле или го победили надпреварот. Така да тоа е разликата во тогашниот фудбал и сегашниот. Желбата за победа била многу поизразена него денеска што е. Денешно време и тогашно време постои огромна разлика. Немаше човек во градот кој што не ги познаваше фудбалерите на фудбалскиот клуб Борец. Пак ја спомнам фудбалскиот клуб Брегалница, истото се дешавало и во Штип. Во помалите средини не биле така изразени тие познавања, али било гордост да си фудбалер на фудбалскиот клуб Борец, али било и неубаво ако надпреварот се загуби на домашен терен, 2-3 дена седење дома, нема испаѓање по чаршиот и луѓето навистина го сакаа фудбалот. И затоа ќе чекаш малце 2-3 дена дома да спласнат емоциите кај граѓаните, па после ќе си испаднеш у град за да продолжиш да живееш еден нормален живот. Зошто го сакам фудбалскиот клуб Борец и зошто го сакам фудбалот? Ако не бил тој фудбал, јас немало да бидам денеска ова што сум. Јас сум дете на родители од работничка фамилија. Во тој период јас кога студирам во Скопје, средна школа учи и мојот брат.
моите родители финансиски тоа не можело да го издржат. Ако не бил фудбалот, јас не сум можел да студирам. Ако на некого денеска му кажам дека, поготово тоа беше случај со фудбалскиот клуб Брегалница, патуваме од Штип до Београд, мене книгата ми била на коленици и до Белград јас сум учел. На враќање истото. Сум знаел да патувам од Штип до Скопје секојдневно на факултет и да се враќам се на тренинзи. Било мачно и напорно. Али ситуацијата, пак ќе речам, втора љубов ми била факултетот. Со напори сум ги ускладувал, преска спомнав и патувањата со Шулинчевски. Било тешко и напорно, али желбата за да еден ден станам доктор на стоматологија, упорноста ми се оствари. Ви кажав, јас и во фудбалот, и во школото, и воопшто во животот, јас сум фанатик. Одам до крај, не се повлекувам никогаш и гледам сите пречки што ми се во животот да ги поминам, за да можам да бидам тоа што јас сакам да бидам. Фудбалот мене ме изградил како личност. Им препорачувам на сите деца кои што сакаат да се занимаваат со спорт. Еве, да ги усмерам, ајде нека биде фудбалот, или тоа што сепак фудбалот е фудбал, бар за мене. За некој, ако опрашате друг спортист, секој си го сака својот спорт и ќе каже дека неговиот избор, неговиот спорт е најдобар. Самата социјализација, самата дружба, самото обкружување те учи на работи кои што во приватниот живот како индивидуа не можеш да ги согледаш. Тука фудбалот те учи на победи, те учи на порази, те учи на напор, те учи на откажување. Значи сето тоа мораш да го сакаш, да постои огромна љубов кон сето тоа. Значи во животот мораш да имаш цел, да знаеш што сакаш. Ако сакаш да станеш фудбалер, ќе станеш фудбалер. Ако сакаш да станеш доктор, ќе станеш доктор. Се што посакуваш во животот, мораш да имаш цел и да бидеш упорен. Секој жив човек може да се исполни таа желба и да си го оствари. Јас сум Бажи Петров, поранешен фудбалер на Борец, кој во својата фудбалска кариера успеав да играм фудбал со 3 генерации на фудбалскиот клуб Борец.